Северно-македонска етикета залепени на Артан Груби за Александар Сорос, кој сега ја води фондацијата Сорос. Првиот вице-премиер на Македонија стана северно-македонски вице-премиер. Според фотографијата објавена на Твитер профилот на синот на Џорџ Сорос, може се заклучи дека оваа средба се одржала во кабинетот на Груби. Она што е проблематично за ова никаква реакција нема од заменикот на Димитар Ковачевски, но и од владата на Македонија. Одлично што повторно се сретнав со мојот добар пријател с македонскиот вице-премиер Артан Груби. Разговаравме за отворен Балкан и започнувањето на пристапните преговори со Европската Унија, ново поглавје на европскиот пат. Северна Македонија навистина е светилник на надеж за Европа и Западен Балкан. Додека Груби не се најде погоден од северно-македонски, а молкот е главна одлика на целата македонска власт, реагираат странците. Во овој случај холандскиот експерт за Западен Балкан Ханс ван ден Берг, тој на Твитер напиша дека северно-македонски не постои, а дека некој што не го знае тоа нема основно познавање од состојбите на Западен Балкан. Не постои такво нешто како северно-македонски само македонски. Ова го знае секој студент од прва година на балкански студии. Другиот твој македонски пријател Никола Димитров напиша јасно веднаш по преспа за тоа како треба и како не треба. Најверојатно е тоа што ви недостига основно познавање на најважните работи за Западен Балкан. Иако власта не убедуваше дека во преспанскиот договор сме имале бетон идентитет, реалноста е друга. Ова не е прв пат да сме северно-македонски и говорат северно-македонски јазик за странците. Тоа досега беше пракса многу пати. North Macedonia is Be North Macedonian, and congratulations to North Macedonia. Bright, talented North Macedonia. Дали има посебна северно-македонска нација? Покрај овој проблем Македонија ги губи кратенките МКД и МК. Тие како последица од договорот ке Преспанското езеро се почесто стануваат НМК. Ова сепак не е проблем за министерот за надворешни работи Бујар Османи. Наместо објаснување зошто се менува кратенката, вели не било важно дали ќе седиме на масата до земја чие име почнува на Н или на М. Да отвориме прашања кои што се затворени. Кодот на Република Северна Македонија е МК и МКД. Неформалните распоредувања на места на седење, на столчиња, дали ќе биде според првата буква, дали ќе седите до Норвешка или ќе седите до до Монтенегро, е прашање кое што е неформално и не е уредено со никакви регулативи. Она што е проблем е што ретко реагираат македонските власти, еднаш само реагираше токму Османи, до објаснувајќи го Макрон дека направил грешка за која се извинил.